продолжува мониторингот на учесниците во новогодишната кошничка, односно маркетите, кои што се и директно поврзани со потрошувачите, односно купувачите. Тоа е еден од локалните синџери маркети во Прилеп. Ги има повеќе маркети, преку 20 на ги има. На ниво на град Прилеп гледаме дека производите кои што ги понуди Стопанската комора во новогодишната кошничка се одлично означени со претходната цена прецртана 10% најмалку намалување од претходната цена новата цена. Тоа е добро за визуелен ефект на граѓаните да можат да ги препознаат прво овие производи, меѓутоа и да ги купат по поевтина цена. Иначе да напомнам дека кошничката моментално содржи околу 1000 производи, околу 50 на маркети и над 500 продажни пунктови во Македонија како синџери на маркети во сите општини ги има. Мислам дека мерката ќе тече во најдобар ред, онаму каде што има одредени замерки пред се купувачите, потрошувачите, ќе можат слободно да се јават на 191, на тоа е бројот на пазарната инспекција да пријават и да бидат коригирани грешките, онаму каде што ќе се повторуваат грешки можат и да бидат казнети по Законот за заштита на потрошувачи. Иначе денес бевме во мониторинг со дел од представниците на бизнис заедницата. Ќе продолжиме и понатаму низ градовите да вршиме мониторинг на цените од новогодишната кошничка и во еден од тие мониторинзи не само бизнис секторот ќе бидат вклучени и синдикатите и Организацијата на потрошувачи на Македонија. Уште пред стартот на мерката ги повикавте граѓаните да пријавуваат онам каде што сметаат дека се прекршуваат начелата, правилата и за да се одбива поред мерката. Дали досега има и што вели инспекцијата? Па имаше одредени мали прекршувања во однос на цените и процентот, меѓутоа тоа беа мали како што имам информација од Државниот пазарен инспекторат. Меѓутоа, еве пак ги повикувам граѓаните, ако има такви замерки да пријават слободно, ние ќе постапиме понатаму дали со маркетите, производителите, дистрибуторите, добавувачите, таму каде што ќе се постанови дека има одреден проблем. Да напоменам дека ова кошничка и ова мерка, односно акција, не произлегува од Министерството за економија и влада, произлегува од бизнис секторот, а ние ја поддржавме и пред се голема благодарност на сите фирми и маркети кои учествуваат во ова општествено одговорна мерка пред се во интерес на заштитата на стандардот на граѓаните, односно да имаат одредена заштеда со пониски цени со која што заштеда ќе можат да купат повеќе намирници во овој зимски период, односно во нова година. Разговаравме околу тековните проблеми кои што ги имаат новинарите, медиумските работници пред се на локалните и регионалните медиуми во Македонија. Отворени сме за соработка, ги поканив да бидат присутни на еден од наредните економско-социјални совети, каде што ќе се дискутира за она што произлегува како нивни манифест или предлог околу намалувањето, односно укинувањето на одредени придонеси во однос на заменето на плати на сите медиумски работници на локално ниво. Првично вака има шанса нешто да се работи со оглед на тоа што крајна година е, буџети е веќе затворен и така натаму. Како што знам, нашиот премиер вети дека ќе има одредени промени и како што знам досега, нашиот премиер и ВМРО-ДПМ е се што ветиле, мислам дека и ќе го исполнат. Така и она петување кое беше предизборно за новинарите пред се во однос на придонесите, на укинување на одредени придонеси, значи ја мислам дека во текот на наредниот период со една поширока дискусија и еден социјален диалог мислам дека ќе биде решено. Затоа треба да се направи една пообсежна анализа, кога ќе биде нормално вклучено Министерството за финансии, да видиме какви импликации би имало по буџетот и доколку дојдеме до заеднички јазик, јас се надевам дека од идната година и ќе има одредени законски промени. Дијана Мечалова, раководител на голем маркет во градов. Ние мерките ги применуваме од 15.12, а цената ја запазивме од 15.11 и на тие производи дадовме 10% намалување, што ќе трае до 15.1.2025 година. Имате контрола? Контрола, да, редовно доаѓа од пазарната инспекција. До сега не се најдени некои забелешки. Се трудиме да бидат видно означени, за да можат потрошувачите полесно да ги препознаат
Дали сте задоволни или дали забележувате сега поголем промет во смисла поголема гужва? Можам да се пофалам дека да, имаме зголемување, сега на што се должи предпоставувам можеби на акцијата, имаме зголемување, да.